Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум бил Јана Арсовска, одаленски наставник во Основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. За денес наставна содржина ни е собирање двоцифрен со едноцифрен број. Целите за денешниот наставен час ни се да го разберете собирањето како броење нанапред, да собирате со броење нанапред, да се способите да собирате со премин со дополнување до полна десетка до 20, да го проверите одговорот на решението со собирање на броеви во различен редослед. Да повториме. Собирок плюс собирок е еднакво на збир. Од задачава многу јасно можеме да видиме дека доколку собироците ги променат местата, збирот не се менува. 2 плюс 3 е еднакво на 5 и 3 плюс 2 е еднакво на 5. Намаленик минус намалител е еднакво на разлика. 5 минус 3 е еднакво на 2 и 5 минус 2 е еднакво на 3. Забележуваме дека доколку разликата и намалителот ги променат местата, намаленикот не се менува. Собирање, знакот плюс. За собирањето ги користиме термините собери, додади, зголеми, повеќе. Да погледнеме. 6 плюс 4 е еднакво на 10. Собирок плюс собирок е еднакво на збир. Да се потсетиме, одземање со броење наназад. Еден од начините со кои можеме да одземеме, да погледнеме на бројната низа. 12 минус 3 е еднакво на. Го бележуваме бројот 12. Се враќаме 3 полиња наназад. 1, 2, 3 полиња. Стигнавме до бројот 9. Ја обележуваме и знаеме дека 12 минус 3 е еднакво на 9. Собирање со добројување. Еден од начините со кои можеме да собираме. 7 плюс 5. Го обележуваме бројот 7. Одиме 5 полиња нанапред. 1, 2, 3, 4, 5. Стигнавме до бројот 12. Забележуваме 7 плюс 5 е еднакво на 12. Втор начин на собирање или одземање е табелата стотка. 12 плюс 4. Го означуваме бројот 12 и одиме нанапред за 4 полиња. 1, 2, 3, 4. Стигнавме до бројот 16. 12 плюс 4 е еднакво на 16. 45 плюс 3. Го обележуваме бројот 45. Одиме нанапред 3 полиња. 1, 2, 3. Стигнавме до цифрата 48. 45 плюс 3 е еднакво на 48. 9 минус 4. Го обележуваме бројот 9. Се враќаме наназад 4 полиња. 1, 2, 3, 4. 9 минус 4 да е еднакво на 5. Собирање со премин. 8 плюс 4. Кога собираме, зголемуваме, да направиме 10. 8 да стане 10, му недостасуваат уште 2. Ги земаме од 4. 8 правиме десетка. Остануваат уште 2. Ги земаме од 4. 8 станува 10, но 4 станува 2. Како што можеме да забележиме и на слайдов. 8 плюс 4 е еднакво на 12. Но да видиме. 8, четворката ја разложуваме. Осмицата да стане десетка, додаваме 8 плюс 2 е 10, а четворката разложуваме на 2 плюс 2. И завршуваме 8 плюс 2 е еднакво на 10, плюс 2 што ни останале да е еднакво на 12. Истото тоа можеме да го прикажеме на многу поедноставен начин,
Ова е една табла од јајца, која што можеме да користиме копчиња. Ставаме 12 копчиња, 8 копчиња во една боја, а 4 во друга. За да направиме десетка, можеме внимателно да погледнеме дека имаме 2 копчиња бели. И 8 плюс 2 е 10, плюс 2 12. 28 плюс 5 да е еднакво. 28 плюс колку да е еднакво на 30. Односно 28, петката ја разложуваме на 28 плюс 2 е еднакво на 30 и петката, цифрата 5 ја разложуваме на 2 плюс 3 да не биде 5. Забележуваме 30 плюс 3 што ни се останати да е еднакво на 33. 28 плюс 5 на втор начин. 8 плюс 5 решавање во колона. 8 плюс 5 е еднакво на 13. Цифрата на единиците ја пишуваме. 3 пишуваме, единицата ја помниме. 2 плюс 1 што помниме е еднакво на 3. 33. И третиот начин на решавање, 28 плюс 5 да е еднакво решавање во ред. Единица со единица собираме, десетка со десетка. 8 плюс 5. И собираме единиците. Еднакво на 13. 3 пишуваме, едно помниме. 2 плюс едното што го памтиме е еднакво на 3. Добиваме збир 33. Ова се трите начини на решавање на собирање со премин. Задачи за вежби. 7 плюс 6. 7 плюс колку ученици ни дава 10? Да видиме. 7 плюс 3 е еднакво на 10. Значи шеската разложуваме на 3 плюс колку ни достигнува, треба да доброиме за да дојдеме до бројот 6. 7 плюс 3 10, а шеската разложуваме на 3 плюс 3. И 10 забележуваме плюс 3 што ни е останато е еднакво на 13. Одиме со одземање. 13 минус 4 да е еднакво. Сакаме да направиме десетка. Забележуваме 10 со тоа што четворката ја разложуваме на 3, 13 минус 3 да направиме десетка и четворката разложуваме на 3 плюс 1 да е еднакво на 4. Односно забележуваме 3 минус 1 што ни е останат е еднакво на 10 минус 1 што ни е останато е еднакво на 9. Останатите задачи 9 плюс 6, 7 плюс 4, 8 плюс 3 и задачите со одземање 14 минус 6, 17 минус 9 и 15 минус 8, запишете ги во вашите тетрадки и обидете се да ги решите на првиот начин. Задачи за вежби. Да се обидеме уште еднаш. 24 плюс 8 е еднакво. Како што кажавме, сакаме да направиме полна десетка. По цифрата 24, бројот 24 сакаме да направиме да не биде 30. Со тоа што бројот 8 ќе го разложиме на два броја. Но првин, дали може да се обидеме да ги решиме задачите во десната страна кои што ни се зададени во тек на решавање во колона. 9 плюс 6 е еднакво на 15. 5 пишуваме, едно помниме. 2 плюс 1 што памтиме е еднакво на 3. 37 плюс 4 е еднакво на 7 плюс 4 е еднакво на 11. Едно пишуваме, еден памтиме. 3 плюс 1 што го памтиме е еднакво на 4. Сакам да ви оставам малку време, останатите задачи да ги решите сами и да погледнете дали резултатот ќе ви испадне точен.
Ајде да се обидеме да проверите дали резултатот ви испаднал точен со решавање на задачите во колона. 88 плюс 3 е еднакво на 91. 49 плюс 2 е еднакво. 9 плюс 2 е 11. 1 пишуваме, 1 памтиме. 4 и 1 што го памтиме ни е вкупно 51. 56 плюс 6. 6 плюс 6 е еднакво на 12. 5 и 1 што памтиме е 6. Вкупно 62. Во пишување и решавање на задачите во колона, треба да внимавате да ги ставите точно. Единица под единица, десетка под десетка доколку има, за да ви испадне задачата точна. Продолжуваме. 63 плюс 8. 8 плюс 3 е 11. Едно пишуваме, едно помниме. 6 плюс 1 е еднакво на 7. Се надевам дека веќе ви се лесни и јасни задачите. 28 плюс 4 е еднакво на 32. 25 плюс 5 е еднакво на 30. 15 плюс 7 е еднакво на 22. 65 плюс 10 е еднакво на 75. 70 плюс 14 е еднакво на 84. И 54 плюс 7 е еднакво на 61. Се враќаме на првиот пример. 24 плюс 8 е еднакво. 24 плюс осмицата разложуваме на колку? 6 плюс 2. Зошто 6? Од 24 до 30 имаме уште 6 плюс 2 за да го добиеме бројот 8. 24 плюс 6 е еднакво на 30 плюс 2 е еднакво на 32. Собери ги броевите во квадратите. 7 плюс 2 е еднакво на 9. Тука веќе имаме и двоцифрени со двоцифрени броеви. Се надевам дека веќе ви е јасно собирање со едноцифрени броеви, па како за пример ќе земеме и собирање на двоцифрени со двоцифрени броеви. Како се решават овие квадрати? Вертикално и хоризонтално ни се поставени броеви. Ги собираме само броевите. Од еден квадрат, еден број од вертикалната страна и еден број од хоризонталната страна. 7 плюс 2 е еднакво на 9. 12 плюс 2 е еднакво на 14. 35 плюс 2 е еднакво на 37. Одиме со втората колона. 7 плюс 24. 7 плюс 4 е еднакво на 11. Еден пишуваме, едно помниме. Двојката, две десетки и една што помниме, еднакво на 31. 12 плюс 24. 36. 35 плюс 24. Единица со единица, десетка со десетка собираме. 59. 7 плюс 7. 14. 12 плюс 7. 19. 35 плюс 7. 42. Секако, доколку ви е потешко, можете секако да собирате и на страна надвор од квадратот. 4 плюс 9 е еднакво на 13. 45 плюс 9. Внимаваме, единица со единица собираме. 54. 61 плюс 9, вкупно 70. 4 плюс 18 е еднакво на 22. 45 плюс 18 е еднакво на 63. 61 плюс 18 е еднакво на 79.
4 плюс 29 е еднакво на 33. 45 плюс 29 е еднакво на 74 и 61 плюс 29 е еднакво на 90. Се надевам дека задачите и без моја помош ќе ги решите сами. Обидете се да го нацртате магичното квадратче, поставените задачи, решете ги задачите, а потоа вашата наставничка нека ви ги пушти решенијата. Да размислиме. Јас сум двоцифрен број. Јас сум 80 заокружен на најблиската десетка. Значи 80 заокружен на најблиската десетка. Цифрата на десетките е еднаква со цифрата на единици. Цифрата на моите десетки е 7. Кој број сум јас? Решаваме чекор по чекор. Прво, јас сум двоцифрен број. Јас сум 80 заокружен на најблиската десетка. Цифрата на десетките е еднаква со цифрата на единиците. Забележуваме дека бројот 87, неговите цифри на десетки и единици не се еднакви. Со тоа што, прво, ги прешкртуваме оние броеви кои што немаат еднакви цифри од десетки и единици. Тоа е првиот чекор. Втор чекор, јас сум двоцифрен број. Значи треба да го прешкртаме и едноцифрениот број 6. Останува дека тоа е бројот 77. Се надевам дека оваа задача ви беше малку интересна. Прв чекор ги прецртуваме броевите кои не се двоцифрени. Потоа, втор чекор ги прецртуваме броевите кои не се заокружуваат на 80. И трет чекор, кој број има исти цифри на десетки и единици, а тоа е бројот 77. Што во нашиот случај, првиот чекор, дека ги прецртуваме броевите кои не се двоцифрени, ги прецртавме како во трет чекор последни. Се надевам дека ви се допадне и овој час. Беше доста интересен. Ви посакувам убав ден. Довидување.